Денес, токму додека ја давам оваа изјава, започнува затемнувањето на сонцето. Додека сонцето се затемнува, слободата изгрева во Македонија. Секој ден се повеќе и повеќе. Денес изјава ќе ви даде војниот инвалид или говедото, како што го нарекува Јанкуловска, кој што во 99 година беше тешко ранет од противпешадиска распраснувачка мина која што излетува. Тој е единствен со таква мина ранет. Има огромен број на шрапнели во него. По залечувањето на раните во 2001 година Сашо Величковски учествуваше од почеток до крај како капетан на македонската армија. Сашо Величковски е член на достоинство, претседател на достоинство за Куманово. Во еден период имаше одредени непристојни понуди, ние со него се имаме слушнато, се видовме, му реков ако тоа може да помогне, ќе останеме во дискретна комуникација. Сашо Величковски никогаш нема работено за ВМРО ДПМН, ние тоа го знаеме од терен. За да одработи за ВМРО ДПМН, треба на нашите луѓе да отиде да ги каже да гласат за нив. Ние немаме ниту една таква дојава и апсолутно тој денес овде да даде изјава. Но сакам уште еднаш да ја дадам шанса на Јанкуловска. Јанкуловска, гледате дека јажето се стега. Одете си со време. Еве ви давам рок и денес. Ако и денес до 12 часот на полнок си дадете оставка, јас, генерал Ангелов, ви нудам заштита. Нема да ви фали ниту влакно од главата. Никој нема да ве победи. Нормално ќе се одговарате според уставот и законите како што вие милувате да кажете. Еден објективен суд во идниот период ќе каже што и како сте направиле. Доколку денес, до крајот на работното време, јавното обвинителство не каже врз основа на која одлука го заснива нивното соопштение со кое што индиректно забрануваат на македонската радиотелевизија да ги емитува политичките бомби, ќе сметаме дека соопштението е ништовно. Тоа ќе биде доказ на нашата информација, на нашето тврдење дека не постои таква одлука. Инаку да потсетам, тоа е кривично дело и за кратко време некој ќе одговара. Затоа очекуваме вечерва во централните вести на македонската телевизија на првата програма да биде пуштен еден подолг прилог со клучните моменти од сите досега објавени бомби. Доколку има таков прилог, ние ќе ги прекинеме протестите, очекувајќи македонската телевизија во иднина редовно да ги известува граѓаните. Очекувајќи македонската телевизија да го работи она за кое што ние сите ја плаќаме. Доколку македонската телевизија вечерва не ги емитува снимките, тоа значи дека уредникот на телевизијата самоволно го крши уставот и законите, бидејќи македонските граѓани со устав имат гарантирано право на јавно информирање. Воедно ги крши повеќе закони, постоечки закони во Македонија. Затоа вечерва ќе направиме еден поголем протестен собир кој што јас го нарекувам само генерална проба. Утре во 12 часот ги повикувам сите граѓани да дојдат и да и влеземе внатре во телевизијата и едно цело поплане да пуштаме делови од бомбите. Ќе влеземе ненасилно, без употреба на насилство. Јас нема да дозволам ние да се тепаме и удираме со полицајците, но имам начин како да влезам и тој начин ќе го кажам утре. Без насилство, со љубов и со разбирање. Мислам дека и на полицајците е јасно се, повеќе од јасно. И мислам дека нема да имаме никаков конфликт, а дека нашите снимки утре ќе бидат имитувани, доколку самите не покажат една трошка доблес да почнат со нивно емитување. Имавте средба со уредникот на МТВ Горан Петров, кој што ви ветија не е средба, односно гостување во вестите на МТВ во информативната програма, докаде Се уште ме немат побарано за интервју, јас никого не молам, јас побарав, тие ми вети и чекам да ме викнат. Од друга страна, воопшто не ми е криво, затоа што моментално гледаноста на македонската телевизија е катастрофа, никој не гледа. Јас си порачувам нека ги пуштат политичките бомби, гледаноста нагло ќе искокне, ќе ги поминат и Сител и Канал 5. И уште нешто да кажам. Јавниот обвинител вети дека ќе ме прими, денес е петок, се уште не ме прима. Пред да дојдам на ова пресконференција, отидовме во јавното обвинителство и побаравме итна средба до крајот на работното време. Доколку јавниот обвинител не прими, доколку ја повлече, доколку ни каже дека не постои таква одлука, или доколку ја повлечат, тогаш ние ќе ги прекинеме протестите со то очекување дека вечерва на телевизија ќе го видиме тој прилог.